Добро вечер, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 512-то издание. Денешното издание Дансе Макабре ќе биде посветено на серијалот на емисии во кои ги рецензирам актуелните филмови, на кои сметам дека треба да се обрне внимание, за да не останат заборавени или занемарени, затоа што содржа квалитети кои може да бидат значајни за правење на исчекор во филмската уметност во правата насока. Традиционално одбирам две жанровски остварувања, кои овој пат доаѓаат од азискиот континент, потоа припремив две француски мелодрами предводени од самотни ликови и на крајот два документарни филма кои поврзани се со два популарни феномени, едниот за култната хип-хоп група, а друг за врвен спортист, на кој се има угледано голем број на генерации кои израснале пред се со неговите успеси. Сето тоа ќе биде синтетизирано во изданието именувано како Макабре Филмфест 21 поред. А на почетокот на емисијата имавме можност да ги слушнеме Halestorm, кој што го создадоа нивниот нов одличен албум Back from the Dead, од кој што ја слушнавме и насловната тема, потоа следува и Wicked Ways и Psycho Crazy, а во продолжение исто така ќе слушнеме уште една композиција која што се наоѓа на Back from the Dead, односно ја слушаме Strange Girl и потоа ќе ви говорам за жанровските изданија кои што ги избрав за оваа емисија. Дансе Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечером има закажано полноќен за смртта по 512 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 512-то издание, именувано како Макабре Филмфест број 21. Секој издание на Макабре Филмфест ја повторувам позадината на која се базира мојата селекција на жанровските филмови, за кои најпрвен дискутирам во емисијата со цел да се скрши неоснованата стигма кон жанровскиот филм, а филмовите кои ги селектирам се квалификуваат на листата на 50 најквалитетни хорор филмови на годината, кои традиционално во последната епизода на емисијата во декември се базира на изборот на најквалитетниот хорор филм на годината. Денес се одлучив да ви говорам за два азиски филма кои со своите насилни сцени, прикажано на канала Шадер, го добија светското внимание и содржа значајни одредници во епидемиолошкиот, односно во убиствениот хорор поджанр, така што почнуваме со The Sadness. The Sadness е филмско остварување на Роб Јавас, односно негов прв долг филм по The Great Diana и Clean Water. Тоа се кратки остварувања кои што ги има реализирано, а The Sadness е филм во кој од бенигно простирање на пренослив вирус настанува мутација поради која населението почнува да го губи разумот и започнува да се однесува насилно еден кон друг, јадејќи се меѓусебно, гневејќи, повредувајќи и убивајќи се пред се. Во овој тајвански филм еден раздвоен пар по апокалиптичната наезда се обидува да се најде еден со друг, меѓутоа има голем број на инфицирани кои се наоѓаат помеѓу нив и постојачка е заканата и самите да се инфицираат во обид да дојдат еден до друг пред се. Филмот е насилен, убиствата се гротескни, работени со течен латек, што значи дека има доста кожа за корнење. Едноставно, инфицираните почнуваат да го ослободува подсвесното и забрането, така што тоа што е табу доаѓа до самата свест и почнуваат да убиваат, тепат и силуваат, некојаш не и по тој редослед. Филмот ја има според мене најквалитетната реплика во хорор филм за 2022 година, а тоа е сентенцата во која еден прогонител, убиец на неговата жртва, ќе посочи дека ти си ист како мене, пореметен и развратен си како мене однатре. Што е моќна реплика која што говори дека секој во себе содржи чинители кои вирусот само ги вади на површина, ги екстензивира, кога ќе стапи во контакт со пакоста која што сите ја носиме во себе.
Секако дека има и имуни, како и доктор кој што си игра Менгеле со целата нација, но тоа се тропи кои неизбежно е да се присутни во еден епидемиолошки хорор филм. Еден од погрозоморните хорори на годината, кој што играше и во Карна, Сараево, Фантезија, Фантастик Фест, Фрайт Фест, Сидџес, Бионд Фест, Чикаго. Не сум лично презадоволен од снимателот Јели Бај. Конкретно снимањето на рака во неколку сегменти на филмот, но тензијата, која е пресуден елемент во делото, е незаменлива константа. Тајванската сцена ја категоризирам како поднесмасен огранок на акционите хонконгшки филмови на 90-тите, ја има острината, коментарот за расипничкото човештво и тече крв на сите страни, сосема доволно за да биде рефериран српски филм во еден грозотен сексуален потват кој што се создава во овој филм. 28 дена полоцна, амалгамирано со полудувачка фреквенција која што би ја забележале, например, во The Signal и The Cell, е најдобар начин на кој што би можел да ви посочам што точно би очекувале од The Sadness, меѓутоа сето тоа треба да биде изведено и е изведено со една насилничка и крвава бравура. Во продолжение слушаме најавата за Midnight. Midnight е режисерско остварување на Ох Сеун Квон, прв и единствен филм кој што го има работено режисерот, барем јас за кој што сум запознаен, во кој улиците на Јужна Кореја ги демне еден убиец именуван како Do Sik, чии што животни патишта се вкрстуваат со глувата девојка која се прибира од работа и ја чека нејзината мајка на улица, која ќе ја забележи убиецот и нема намера да биде одстранета, односно да биде заобиколената жртва. Но кога ќе започнат жените да се бранат, па дури и да го пријават во полиција, полицајците радо би му верувале на згодниот господин, отколку на полудените и хистерични жени. Убиецот ја користи неговата физиономија за да се протне во некоја ситуација незабележан, да се изгуби помеѓу народот, затоа што никој не би очекувал од овој корејски психо да биде одземач на животи пред се. Набрзо, филмот се претвора во брканица низ корејските улички, кои станува театарска бина за оживување на оваа животна представа и во мигот кога ќе помислите дека ќе се откаже убиецот и најде полесен плен, не, тој е упорен и ако веќе ја губи ноќта на потера на неговите жртви, не сака да се помири со фактот дека го имаат надмудрено во неговата игра, која што ја има доведено до перфекција, ако непречено може да го изведе неговиот killing spree пред се. Иако полицајците се приглупи, тоа веќе е норматив во филмовите уште од Вес Крейвен и неговите дела, до ден денес, со оглед на тоа што убиецот ништи по улиците и не го крие своето делување, напротив, екзибиционисте, немарно остава траги на камерите на улици, да речеме дека нема пристап полицијата до нив и нема да може да ги погледне од друг агол. Има неколку претерувања на одредени сцени во кои се моќен убиецот, кај што разумот не има главна улога, но и тука да речеме дека ќе ги занемариме овие алогичности само за да ја искусиме брканицата низ улиците која се екстензивира. Играше овој филм и на Фантезија и на Фантастик Фест, кој задржува вниманието на секој гледач од почетокот до самиот крај и е уникатен баш поради тоа што се одвива на овие тесни улички каде што демначот и неговата жртва се во преден план и тие буквално се во виолицата на ентропијата која што ја создава самиот убиец, кој што така немотивирано решава дека тие ќе бидат неговите жртви за оваа ноќ. Навикнати сме да одвојуваме сега веќе посебен поджанр на корејски убици во филм, со оглед на тоа што I Saw the Devil, Old Boy, Killers и мношто други филмови ја создадоа ова своевидна уникатна брканица со насилните убици на кои што може нели да им се додаде и досиг во нивната провениенција. Така што доколку сакате да вкусите дел од јужнокорејските филмови, каде што ја имате играта на мачка и глушец помеѓу убиецот и жртвите, Midnight е дефинитивно филм за вас. А
квалификуван е и We're All Going to the World's Fair на листата на 50 хорор филмови за годината, за кои што се надевам дека ќе можам да ви говорам во некое наредно издание на емисијата, и листата брои 14 филмови за сега, премалку се за оваа година, меѓутоа сметам дека ете Firestarter, Sharkbait, Lucifer, You Won't Be Alone треба да бидат на резервната листа, затоа што им недостасува значителни исчекори за служење за пример за квалитетот на кој што може да се угледа модерниот хорор филм. Точно е дека квантитативно сум изгледал помалку филмови, само 100, но 1/10 од нив е премал квалитативен изблик за самиот жанр. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, именно во продолжение го слушаме соло изданието на Ибараки, кое што гласи Рашомон, од кој што доколку имаме време ќе слушаме Ибараки Доджи и соработките кои што ги има направено со Нергал од Бехемот и Джерард Уей од My Chemical Romance, односно ќе слушаме композицијата Акуму и Ронин. Така што уживајте во соло албумот на гитаристот Ибараки, а потоа се враќам во етер да ви говорам за двете мелодрами кои што селектирав за ова издание на Дансе Макабре. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 512-то издание, во кое што ви говорам за Макабре Филмфест, односно селекција на филмови кои што јас сметам дека се вредни да се погледнат заради тоа што се актуелни и содржат квалитети, а во овој сегмент на емисијата е посветен токму на мелодрамите и секогаш селектирам филмови кои поминуваат под сечи и радар, кои не се пред се совршени ремек дела, но сметам дека треба да им се обрне посебно внимание затоа што се разработени интригантни проблематики. Концептуално денес се одлучив за два филма од француско потекло кои тематизираат два осамени протагонисти кои робуваат на неповолностите на реалноста, но секој на свој начин се справува конкретно со овие екзистенцијални потешкоти, така што започнуваме со филмот Гагарин. Гагарин е режисерско остарување на Фени Лиатард и Жереми Трули, прв долг игран филм, иако претходно имаат работено исто така краток филм кој што беше именуван Гагарин, на кој што се базира. Филм во кој Јури е жител на една француска населба, кај што престојуваат посиромашните слоеви на општеството. Зграда која што е одлучено да биде срушена, затоа што азбестот во неа не е баш за дишење. Тоа подразбира дека сите жители ќе мора да ги напуштат нивните домови, но Јури ќе биде тој кој што ќе се противи и ќе остане да живее во зградата, обидувајќи се да го спречи нејзиното урнување на доста уникатен начин. Именно тој е обземен со летањето на Гагарин во Вселената и ќе се обиде да реплицира своја внатрешност од ракета во домовите на зградата, ќе создаде своја градина во ентериерот, има и имагинарното космонаутско дело пред се ќе го стави на себе и ќе ја поврзе електричната инсталација на тој начин што ќе предизвика во епилогот јасна индикација на уривачите дека се уште има човек во внатрешноста на зградата, односно дека има знаци на живот во неа. Во филмот се фрла поглед и на неговите пријатели кои доаѓаат од различно поднебје, како што е ликот на Алина Кудри во која е заљубен, која што доаѓа од ромско поднебје, чие што фамилија се пакува во комбе и има намера да се одсели во нов предел кај што ќе може да екзистира. Тоа значи дека филмот допира до проблематиките на класната поделба, до екзистенцијата на обесправените, на кои им е одземено пред се правото за домување, но во седа таа сурова реалност Јури создава негов свет на зачудување со бујна имагинација, станувајќи астронаут кој што секогаш сакал да биде всушност. Во спрегата помеѓу неговиот имагинарен свет и безнадежната реалност се наоѓа всушност суштината на ова дело. Виктор Сегуин снима прекрасни кадри во вселенскиот брод на Јури, ајде така да ги условиме становите кои што продира со помош на светлината во различни бои, која што е проектирана, иако за мој вкус недоволно ја прикажа
макросликата на микрокосмосот на маргиналците и бевме препуштени исклучиво на сновиденијата, односно барањата на јаве на Јури. Беше прикажан во официјалната селекција на Кан, потоа играше во Цирих, Хамбург, Москва, Атина, Бусан, Гент, Гетеборг, Глазгов, Луксембург и на бројни други фестивали, завршувајќи со номинација за Цезар и една номинација за Европскиот Оскар. Така што доколку сте заинтересирани да погледнете еден филм за руралните предели на големиот град и како маргиналците се борат за кровот на нивната зграда, пред се засилено со нивната имагинација и моќта за фантазирање, тогаш дефинитивно е Гагарин филм за вас. А во продолжение ќе ви говорам за Zero Fucks Given. Zero Fucks Given е режисерско старување на Жули Лекостре и Емануел Мер. Емануел Мер има и долгометражни филмови зад себе, како што се Аван Терме и Мишел. Филмот е предводен од младата стюардеса, која што се вработува по смртта на незината мајка во таа професија, го напушта домот, односно таткото и незината сестра, и се посветува конкретно на летањето низ светот, одењето во хотел, журкањето навечер и качувањето повторно на авион, завршувајќи во друг град и повторувајќи го тој ритуален процес повторно и повторно, додека незините пријатели на земјата си продолжат со нивните животни вертикално, таа не може ни да воспостави контакт со колегите и во мигот кога ќе се обиде да ја изврши својата утешителна функција, да смири една вознемирена и истревожена патничка и плати водка од својата картичка, ќе биде осудена од авиокомпанијата за гестот. Насловот на филмот е псенаменски пред се, така што никого не го боли кур за Касандра, глумена од Адел Ечеркопулос, а и неја не боли кур за останатите. Таа е странец помеѓу незините блиски, со оглед на тоа што не е ни доволно време на земјата за да може да пушти по некој корен некаде. Да, таа е светски турист, но ги гледа градовите само одгоре. Не дека има време и простор да се запознае со некого во нив, таа е всушност талкач кој во неколкуте слободни часа е туѓинецот, односно туристот на светот. Љубовните релации се инстантни, колку да се рече дека била блиска со некој, но тоа не се реализира во нешто повеќе. Со оглед на тоа што сакаат пред се од фирмата таа да напредува, не по незина волја, на повисока позиција, заради тоа што удобно и е ова милје на чистилиштето во кое што е заглавено, мора да подлегне на курс во кој треба да полага бизарни тестови, вклучувајќи и 30 секундна насмевка, односно да биде лицето на самата фирма кога се представува. А кога ќе ја напушти пред се фирмата која што обезбедува ефтини летови, на интервју ќе биде објективирана, односно ќе биде побарано од неја да го прикаже незиното тело за да биде одобрена за новата работна функција која што е слична на претходната. На некој начин филмот го пародизира работењето во овие ефтини авиокомпании, но и подреденоста во нив и неисполнителноста пред се на приватно рамниште на вработените, кои секако дека водат еден привиден и површен живот. Автентични се, барем изнајмиле авиони и го летале со статисти за да се долови саканото верите, односно убедливоста на филмот. Филмот беше прикажан на интернационалната недела критичари на Кан, потоа играше во Ерусалим, Филаделфија, Тајпе, Стокхолм, Black Nights во Талин. Го дистрибуираат во кино Шарейдс и крајот комплетно мене лично ме разочара, беше одличен портрет направен од носечкиот лик и кога се врати во домот, а посебно во сцената во Дубај со маските, беше крајно несоодветна за еден толку квалитетен филм, така што да имаше вредна завршница, ќе го славев многу повеќе од тоа што се фигурира за мене. Филм за празнотијата на модерното живење, какви што ги има многу, но ретко кој може да се пофали дека е ситуиран илјадници метри над земјата.
можеби во некое наредно издание ќе проговорам за изгледаните Private Desert, Cyrano, Against the Ice, Paris 13 District, затоа ќе видиме, меѓутоа тоа се мелодрамите кои што имав можност да ги погледнам во изминатиот период. А тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение ги слушаме милениците на оваа радио станица, односно King Gizzard and the Lizard Wizard, и ја слушаме композицијата The Dripping Tap, една прилично долга, речиси 20 минутна композиција, која што се наоѓа на Omnium Gaterum, односно нивното ново студиско остварување. Така што уживајте со King Gizzard and the Lizard Wizard и потоа се враќам во да ви говорам за преостанатите два документарни филмови за ова издание на Макабре Film Fest. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 512-то издание, во кое што ви говорам за 6 актуелни филмски остварувања, а за самиот крај на емисијата ви издвоив две документарни филмски остварувања, а од изборот на документарни филмови секогаш предимчат филмови кои се строго поврзани со музиката, односно филмската дејност, па така изборот падна на еден од најрелевантните хип-хоп бендови во историјата на музичкиот правец и родоначалникот на модерниот скейтбординг, кој што е синоним на самиот спорт, односно тоа се пред се носители на функцијата на промотери на нивните убедувања со кои што израснале генерации, па затоа да започнеме со музички документарен филм за Cypress Hill, односно Insane in the Brain. Cypress Hill, Insane in the Brain е режисерско остварување на Естеван Ориол, режисерот на одлепениот видеоспот за Доктор Гринтам на Cypress Hill, како и документарниот долгометражен игран филм, долгометражниот документарен филм, се извинувам, LA Originals, кој Естеван бил фотограф на хип-хоп артисти, дури и менаџер на турнеја на Cypress Hill, ја имал и таа капа едноставно на неговата глава, што значи дека Естеван бил покрај Бирилсен док и Макс додека растеле и можел пред своји очи да го документира и архивира пред се создавањето на музичкиот феномен кој што е наречен Cypress Hill, кој што се поборници за неколку новитети во хип-хоп жанрот, кој што еден е континуирано промовирање на марихуана како начин на живот и инкорпориран дел од нивната лирика, потоа уличниот бумбап го зачинуваат со убиствена лирика, за подоцна да создадат одличен кросовер со имплементирање на гитарски делници во композициите. Најзначајниот хип-хоп бенд во мојот живот, со кој што сум пораснал, се дружам со нивната музика од средно до ден денес и им ги слушам нивните албуми под какво дејство и да се правени. За мене ќе останат предводници на западната хип-хоп сцена со смртоносни хитови зад себе. Убаво е да се погледне од каде доаѓа Бирил и неговите компањероси пред се, односно потребата за правење на собствена дистинкција од останатите артисти со гимикот на тревата по кој што се препознаени, како и модифицираниот висок глас на Бирил, навраќањето на нивното мало со чемпресите, како и бројните авантури кои ги споделуваат пред се нивните соработници, како што е приказната за надуваниот Буда од страна на Алкемист, најзначајниот хип-хоп продуцент на денешницата, кој го учел за наетот од турнеите на Cypress Hill. Капа симнува и Фред Дърст и западните рапери, а Чичи Чонг бараат процент за првичното надувување на членовите на Cypress. Филмот е славен на придонесот кој што го имаат Cypress Hill за севкупната хип-хоп сцена и секако дека е недоволен за мене, затоа што ги немаше потребните анализи на албумите и нивното значење, не само напоменувањето на стилската музичка промена во вметнувањето на гитарите, кој што од секојаш сум имал доем дека мора да биде по нечија иницијатива од членовите и секако дека тоа е израз на љубовта на байкерот Сен Дог, Комплекс Сават и Лед Цепелин, подкрепена и со неговиот панк бенд кој го реализира помеѓу турнеите на Cypress. А турнеите можете да забележите дека и како кај други популарни бендови, така и кај Cypress имале голем удел во заглавување насреде ураганот на рок-н-рол културата, која што не им давала простор да земаат здив. Ова е документарен филм кој што секој љубител на хип-хоп културата мора да го погледне, кој се емитуваше на Showtime, кој само Естеван може да го реализира со оглед на тоа што има неограничен,
пристап кон интимата на ликовите кои што, односно луѓето кои што го создадоа Cypress Hill. А во продолжение ја слушаме најавата за Tony Hawk Until the Wheels Fall Off. Tony Hawk Until the Wheels Fall Off е документарен долгометражен филм, режиран од страна на Сэм Джонс. Тој е режисерот на I'm Trying to Break Your Heart и Miles to Go Before I Sleep, како и епизодата и неколку епизоди и на Тед Ласо и на Роудис. Сем има непречен пристап до животот на скейтборд легендата, која станува синоним на спортот во светски рамки, кој што прави еден сеопфатен документарен филм за скромните почетоци на Тони и неговото пробивање на скейт сцената со луѓите трикови кои што ги изведувал, кој што морал да ја докаже разноврсноста на секоја рампа. Доловени се жртвите кои што ги направил, гладувајќи само за да може да скейта, со постојани тренинзи, разработувајќи го неговиот метод на совладување на триковите, кај што со репетиција стекнува сигурност и се поблискува до екзекуцијата на овие трикови. Вкусува тој дел од славата кога доаѓаат победите од надпреварите, договорите со големите компании и неговата заслуга за популаризирање на спортот преку култните видеоигри, преку кои израснаа генерации, вклучувајќи ме и мене. Тој е човекот кој што ја направи поврзаноста на уличната култура, панк и хип-хоп со скейтбордањето, правејќи го кул за идентификација на секој млад човек. Секако дека тука се стотиците трикови кои што ги измислил и фамозната изведба на 900 степени, на која се сеќам дека сум ја погледнал како мал и денес останувам подзинат секогаш кога ја гледам. Джей и Марк Дуплас го продуцираат филмот за HBO, кој што беше прикажан и на South by Southwest. Филм кој сведочи за посветеноста и страјноста на Тони, кој и на 50 години одлучува дека нема страф од скршеници и контузии, се додека тој е жив и скейта. Затоа е роден, таму го наоѓа својот спокој и ќе го прави тоа додека може да стои на нозе. Немерлив е неговиот удел за промовирањето пред се на спортот и станувањето на олимписка дисциплина. Денес 50 годишните кај нас не ги слушаат, ќе ги слушнете пред се како испрусирано ви се фалат дека во нивно време било подобро, а Тони Хок на нивни години зема скейтборд и прави трикови на рампи на кои сите би му подзавиделе. Тој покажува, а не кажува, држејќи се до американската practice makes perfect. Убаво е што неговите колеги и членови на фамилијата говорат за неговиот темперамент и пристап во совладувањето на триковите, односно надоградбата како скейтер, па дури и луѓето кои што го хейтале кога се пробивал во неговата кариера и го задевале, кажуваат дека го омаловажувале како млад, додека не согледале дека пред се тој ги поседува исправните вредности и потенцијалот да биде токму тоа амбасадор на спортот. Покрај него ги погледнав и Like a Rolling Stone, The Life and Times of Ben Fong Torres и Cheryl, кои што се неколку од останатите документарни филмови кои што ги изгледав помеѓу 20-тото и 21-то издание на Макабре Филмфест, па да се надевам дека до наредното ќе најдам простор и време да понудам поголем диверзитет на документарните филмови за анализа. На крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на изданието именувано како Jazz Sabbath Volume 2, односно станува збор за композициите Сабра Кадабра, NIB и Black Sabbath. Јас сум Зlatko Ѓелевски, го затворам 512-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре гледајте хорор филмови и плашете се.